Имавме гости, помина некој одреден период, меѓутоа јас се уште не сум ја заокружил мојата тема Агапе. И се надам дека денеска ќе заокружим и се реков на 20 убав број вака, значи 20 дел од серијата Агапе, денеска ќе ја слушнеме. Но се прашувате можеби зашто ќе зборуваме, затоа што ги исцрпевме сите стикови од Првопослание 13 глава, од главата за љубовта. Но не само тие стикови кои што зборуваат за љубовта Божја, навистина Библијата е исполнета со такви моменти, такви стихови. Па да ве прашам и верувам дека сите како од пушка треба да одговорите кој е најпознатиот стих во Библијата? Не се промашува, значи верувам дека нема да погрешите. Јован 3.16 бил спомнуван во мој проповеди, во Јаневи, сигурно не знам за Јани, меѓутоа јас не се секам дека сум зборувал конкретно баш во центар на внимание да ми бил овој стих, а бил спомнуван секако. Еден прекрасен стих кој што сушност е Евангелието во мало, така кажал Мартин Лутер. Миниатурно Евангелие. Че вие имате во еден стих цело Евангелие. Јас во една прилика реков, доста ќе беше да беше само Прва Коринќаните 13 глава, да немаше ништо друго, ама не може ни без овој стих, навистина прекрасен стих кој што има многу што да ни каже, да ни порача. Па да го прочитаме, или може би е срамно да се прочита овој стих, треба да се каже на памет. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој кој што ќе поверува во него, да не погине, туку да има живот вечен или вечен живот, како стојат преводите. Значи, зашто Бог толку, толку, знаеме некојаш да си праќаме така, тие што си се сакаме, нели? Јас верувам дека сите си се сакаме, меѓутоа обично срценце се праќа, нели, знаете, на посебни особи, да, и сега си праќаме срценца тамо по, не знам, WhatsApp, па не знам, по Viber, па не знам, Facebook, и сега ќе пратите 2, ќе ви вратат со 4, па не знам што. И сега колку е тоа? Колку Бог не возлюбил? Толку? Бог толку го возлюби, толку. Колку толку? Не толку, секако дека не толку. Цело време зборуваме за тоа каква е Божјата љубов, таа љубов Агапе, кој што нема врска со оние други, колку беа 3 инакви зборови во грчкиот јазик, кои што означуваат друг вид на љубов, филеј и ерос, мислам дека имаш уште една. Како и да е, зашто Бог толку го возлюби светот. Бескрајно голема е неговата љубов. Од самиот факт што овде вели го возлюби светот. Што спаѓа во светот, кога ќе каже светот? Не е исклучен ниту еден. Оваа наша планета, како непослушна, знаеме, изолирана во карантин, ама не е заборавена. Бог го возлюби светот, сите што се на овој свет. Од најмалиот до најголемиот, и дури и оној со аудито, и него Господ го сака. Сите не сака. Тоа е проблем. Тоа е проблем ако не е така, значи. Меѓутоа кажавме, ние сме луѓе во грешна природа и ние таа љубов по природа ја немаме. Таа љубов треба да ја добиеме преку Духот Свети. Да отвориме во Ефесијаните 2 глава. Каква е таа љубов? Ја реков бескрајна, ако може да се измери со толку волку. Не може, нема мерка. Но да читаме Ефесијаните 2 глава од 1 стих. И вас кои бевте мртви поради вашите престапи и гревови. Ово важи сите нас. Сите ние некогаш бевме мртви поради нашите престапи и гревови, во кои живеевте некогаш според векот на овој свет.
според кнезот на воздушните сили, духот кој действува сега меѓу синовите на непокорност. Меѓу овие и ние живеевме некогаш, вели Павле, ние, учениците, во своите телесни страсти, извршувајќи ги похотите на телото и на помислите, и бевме по природа чеда на гневот, како и сите други. Тоа е нашата природа. Но Бог, кој е богат во милост, поради својата голема љубов, не може да се најде некој посоодветен збор, не знам, голема љубов, поради својата голема љубов, со која не возлюби нас, не оживе заедно со Христа и нас, кои бевме мртви поради нашите гревови, по благодат сте спасени. Завршува овој стих, овој дел од Ефесијаните. И навистина, ако не беше таа негова голема љубов, никој од нас немаше да биде овде. И секој од нас има некоја приказна зад себе, нели? Како тоа Господ допрел до него. Кај мене Господ допре токму преку ова, преку љубов. Неколку пати сум ви кажувал, значи, прво Јованово послание беше клучното, кај што највеќе се зборува за љубовта. Коринќаните 13 глава, да, може би подосна дојде, но и еве 3.16. Јован 3.16. Интензитетот на таа љубов овде опишан. Прво Јованово 4.10. Еве, сме сега, неизбежно е да прочитаме некој стих од тука, 1 Јованово 4.10. Љубовта е во ова, не дека ние сме го возлюбиле Бога, туку Тој не возлюби нас и го испрати својот син како жртва помирница за нашите гревови. Подосна ќе зборуваме за тоа кукава е љубовта. Почнавме, за да добиеме целосен опис, треба да го прочитаме и да го проанализираме целиот стих. Господ толку го возлюби светот, секој од нас, целиот свет, што не го воздржа, не го задржа ни синот свој, единороден. Кукава е таа љубов. Несватлива во секој случај за нас, грешници. Во овој стих и нешто друго гледаме, кога велиме зашто Бог толку го возлюби светот. Кој свет? Па еве читавме во Ефесијаните. Светот што е потонат во грев. Нас не возлюбил, кој што исто така бевме некогаш потонати во грев. И си ги годувавме, нели, на нашето тело и нашите страсти. Љубовта е безусловна. Ова агапе љубов е безусловна. Ако Бог бараше нешто, некакви си вредности кај нас, па тогаш да го извршеше, исполнеше планот на спасението, тогаш го пратеше синот, тогаш никош нема се случи тоа. Божјата љубов агапе е безусловна. Господ не сака заради нас, заради себе, затоа што сме дел од Него, затоа што сме створени според Неговиот лик, затоа што сака, тоа му било намерата, тоа е Негова желба, да живее во сета вечност со нас, со своите создани. Римјаните 5 глава. Нема побави стихови од овие, во која зборуваме за ова, за безусловната љубов. Агапе, може би има и некој друг, не велам, но еве мене, духот ме водеше кон овие стихови. 5 глава Римјаните од 6 до 8. Зошто доека уште бевме слаби, грешни никакви, Христос умре во определено време за безбожниците. Колку пати вели, јас дојдов за грешниците, јас дојдов за болните. За праведникот одвај некој ќе умре. Ќе се најде некој. Ете, барем, може би нешто заслужува праведникот, па некој ќе се најде да умре за него. А за добриот може би некој ќе се осмели да умре. Еве и за добриот може некој ќе се осмели да умре. Но Бог ја покажа својата љубов кон нас со тоа што Христос умре за нас, доека уште бевме грешници. Таа љубов агапе безусловно. Не бараше вредности во нас, па за да тогаш ја искаже. Бескрајно голема, безусловна љубов. И кога велиме целиот свет,
А тука можеме да наредиме сега и убијци, и силувачи, и проститутки, како се не джган живе на овој свет. Меѓутоа Господ сите нив безусловно ги љуби. Што вели и понатаму стикот, зашто Бог толку го возлюби светот, и сега колку, еве го, може би конечниот одговор на тоа, колку Господ го возлюби светот, значи не само онака, еве толку, значи, како што реков јас, еве толку го љуби тој грешник или овој грешник, колкав и да е тој. Што го даде својот единороден син. Каква е оваа љубов? Јас не знам, јас немам свој син, па ја не знам како е тоа, ама еве, може би некој ми текнува на братот и сестрата, ајде не е битно, ќе ви текне на кој мислам, кој што изгубија син. Да. Така сум слушал, дека навистина најтешко е за родител да го изгуби чедото. Дали керка, дали син, не е битно. А Господ ова го направи од љубов, кон целиот свет, безусловна љубов, то толкава љубов, што го одвои од себе, го даде својот единороден син. Немаше он 10 или 15. Еден, тој е еден син и тој го даде. Не го задржа. Тук што вели стихот, па што ли уште повеќе не би ни дал, кога го дал својот син единороден. Љубовта, агапе, се жртвува. Како што и порано видовме, разговаравме. Го дава максимумот што може да го даде за доброто на другиот. Тоа е таа љубов, агапе. Овде знаете што се гледа? Може би ќе се сетите сега на параболата со бисерот, за кој што трговецот, нели, оној вреден бисер, ќе продаде се само за да го добие, или на, тоа се два стиха всушност. Параболата за богатството во нивата, па човекот кој ќе дозне за богатство, па продава се само за да добие таа нива, односно богатството. И ако читате Христови параболи, ќе видите дека едно толкување на овие истории, на овие параболи е тоа дека тоа богатство и тој бисер сме ние. А Господ даде се за да не добие нас. За да ја одредите вредноста на нешто се одредува според тоа колку сте спремни да платите, да дадете за тоа нешто. И ова е едно големо храбрување. Има еден куп луѓе денеска, може и кај нас да се случи тоа нешто, да паднеме во некој тип депресија, депримирани, разочарани и така натаму, и да си кажете еден, па ја не вредам ништо навистина. Никој мене не ми обрнува внимание, јас сум запоставен и така натаму. Колкава е твојата вредност, колкава е нашата вредност, мојата вредност? По што се гледа? По тоа што Господ беше спремен да го даде и својот единороден син, највредното, најсаканото, Нема повеќе од тоа. Како што ја зборувавме во пуката, направи се што можеше, даде се што можеше. Немаше што повеќе. И колкава е тоа нашата вредност? За некога може би не си вреден, затоа што не знам, може би носот ти е поголем, може би не си во оние пропорции на не знам, така некој кој што замислил како треба да изгледа човек, па да не знам, убав, па не знам, што, па шланг, па не знам. Фрлете ги во ѓубре сите тие вредности. Сите вие сте подеднакво вредни во Божите очи. За секој од вас, Елен Вајд кажува јасно, односно и не мора Елен Вајд да ни каже. Господ и за една душа ќе го направиш истото тоа. За еден грешник. И дури и сетете се, на чие место Исус беше раснат? Кој требаше на негово место да биде на крстот? Варава. Каков беше Варава? Го читате ли неговиот опис? Каков беше Варава? Разбойник. Никаков. За тоа сака Господ да ни порача дека и за најникаквиот, за најголемиот грешник, Исус го даде животот и умре. И Господ го одвои, значи Бог Таткото го одвои од себе, го даде заради наше добро, заради
вечен живот, за да не поврати назад. Сетите се на Аврам? Ајде да свртиме малку за момент тамо, Битие 22, затоа што ако не прочитаме уште некој стих, ќе завршиме пред 11. Па не сакам да бидам забележен во историјата. Дека порано се сеќавам дека имав, а и тоа беше точно, тоа беше во ред, до некаде во ред, ми приговара зашто толку многу долго проповедам. Тоа беше првите години кога дојдов. По саат време, може и некојаш над саат. И во ред, може би темата била самата досадна, па меѓутоа Божјата реч треба да бидеме спремни да ја слушаме и со саати навистина. Сетете се, еве, пак ми доаѓа во памет она поука пред некоја сабота, кога Исус отишел во Декаполис, во Десетоградието, колку народ се, кога ги наранил оние 4000, како што вели, не 5000 први кај евреите, туку кај незнабожците 4000. Со се жени и деца, може би 5-16 да рече, 15 000 народ. 3 дена погладнеле, слушале, биле жедни за Божјата реч. Но како и да не забегуваме од темата. Значи, секој што треба да бидеме спремни да бидеме гладни за Божјата реч, да ја слушаме. 22 глава Битие, 2 стих. Господ му се јавува на Аврам и вели: земи го својот син, својот единец Исак, кого го љубиш. Една прекрасна слика за Господ Бог и Исуса Христа. И отиди во бесноста морја и принеси го таму како жртва паленица на ридот што ќе ти го покаже. Замислете си. Својот единец Исак, кого го љубиш, однеси го, принеси го на жртва. И знаеме, што се случува 12 стих, вели: не ја спуштај раката врз детето. Знаете, Аврам бил веќе спремен да ја принесе жртвата. Не ја спуштај, 12 стих, раката врз детето, рече, ниту му прави нешто. Еве, сега знам дека се боиш од Бога, зашто не го задржа од мене ни својот син, својот единец. Прекрасна слика за нашиот Бог. Не го задржа ни својот син. Го даде за нас. Не дозволи тоа Аврам да го направи. Тоа беше една убава лекција и за него, и за сите генерации, па и денеска за нас. Колку многу Господ не љуби. Исаија 53:10. Значи, бескрајна љубов. Љубов што се жртвува. Безусловна љубов. Тоа е љубовта Божија, љубовта агапе. Исаија 53:10. Главата исто така која што е преубава. Но на Господа му беше угодно да го порази и тој го предаде него на мачење. Да, тоа беше по Божја волја. Господ го даде драговолно. Тоа беше планот, немаше друг начин. Сето тоа за наш спас. И да, таа љубов е и спасителна, затоа што стихот продолжува и вели, зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот един роден син, да секој кој што ќе поверува да не загине. И за какво гинење овде станува збор? Да, од кој што нема враќање. Втора смрт, крај, ве нема, не сте постоеле, крај. Такво нешто Господ не може да поднесе. За жал на крајот ќе мора да го спроведе она, како што вели таму, чудно дело, чуден акт, да мора да ги уништи со се гревот, нели, оние кои што нема да се покајат. Но тоа не му е својствено на Господа. Господ сака сите да не спаси. Го љуби целиот свет и сака секој еден да се спаси. Да не спаси од вечната смрт. Замислите си, значи, кое е тоа спасение? Еве, пак да се вратим во Исаија 53 глава. Од 4 стих до 6. Значи, го читавме 10 од предходно, сега 4 до 6.
а тој ги понесе нашите болести, ги зеде врз себе нашите болки. Значи, на кој начин не спаси Исус? Со тоа што ги понесе нашите болести, ги зеде врз себе нашите болки, додека ние сметав дека Бог го бие и го понижува. За нашите престапи беше прободен, сотран за нашите беззаконија, казната за нашиот мир падна врз него, преку неговите рани ние се исцеливме. Сите скитавме како овци. Кога ќе се сетам на таа моја младост, пред 20 на години, не сум престарен ни сега, кога се занесувавме, ќе бидеме група, не знам, ќе пееме песни, концерти, ќе држиме, не знам што. И напишав текст, 8 се викаше песната, и сега текстот одеше, не се сеќавам точно на сите зборови, како талкам, нели, лутам, што како стихот овде. Сите скитавме како овци. Не знаевме каде одиме, имавме некоја перспектива во животот и одиме сега, сето тоа се измени, се смени. Ама тоа беше сега, кога се навраќам назад, знам дека тоа беше Божиот прст во мојот живот, за да ме сврти кон себе. За да ме доведе во своето трло, во своето стадо. Сите скитавме како овци и секој одеше по својот пат и секој од нас може да каже некоја своја приказна. Живо искуство. А Господ ги возложи на него беззаконијата на сите нас. Овде исто на Голгота можеме покрај големата љубов Божија да согледаме и страшниот грев и страшните последици на гревот. Затоа овој стих е Евангелие во мало накратко и кажем едно живо искуство на еден мисионер кој што отишел меѓу првите на Тахити. Па ќе видите што направил само со овој стих, малте не. Наистина е мокно. Овие зборови се наистина мокни, за да сватиме кој сме, која е нашата вредност, кој е Бог, која е таа љубов агапе. Љубов што нема крај. Стихот продолжува и вели, зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој кој што ќе поверува, да не загине, туку да има вечен живот. И од минатите предавања видовме дека таа љубов е вечна. Нема крај. Во таа љубов ќе уживаме, ако даде Господ, ако останеме верни, ако бидеме верни, во сета вечност. Најубавото нешто, и тоа е она што треба да не мотивира за да се најдеме таму, односно овде на обновената земја, кај што ќе живееме во сета вечност. И тоа е она што Господ највеќе го сака. Еремија 31.3. Да се подсетиме на овој убав стих. Еремија 31.3. Господ му се јави од далечина, Господ на сите нас ни се јави, од далечина, од таму горе, далеко, а сепак близко. Затоа што преку Духот Свети е насекаде присутен. Те љубом со вечна љубов, затоа ти запазив милост. Затоа Господ е толку милостив, затоа што не возлюби со вечна љубов. Таа љубов агапе. Римјаните 6.23. Љубовта што нема крај. Зошто смртта е плата за грев, но благодатниот Божи дар е вечен живот во Христа Исуса нашиот Господ. Се што направи Господ направи за ова. Да го оствари ова, да не спаси, да не врати во првобитната заедница со Него и да живееме вечно со Него. И сега намерно прескокнав два битни збора во стихот, за да завршам со тоа. Значи, Јован 3.16, зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој, многу битен збор, што верува, исто така многу битен збор, да не загине, туку да има живот вечен. Каква е љубовта? Значи, кажавме дека е
Бескрајно голема, безусловна љубов, која што е спремна да се жртвува, да даде максимум од себе за доброто на другиот. Спасителна љубов, љубов што нема крај и љубов која што е бесплатна. На кого му е понудено спасението? Без оглед на сталеж, на пол, на знаење, на религија, на така натаму, на лепота. Господ можеше да ги спаси само интелигентните, само убавите. Тоа секој може да биде спасен, на секого му е понудено Евангелието, спасението. Таа Божја љубов не исклучува никого. Реков на почетокот, го љуби целиот свет. И овој збор секој овде е многу голем. И зборот верува. Пазите што каже овој збор верува. Зошто реков дека ова е Евангелието во мало? Ова е многу битно. Ефесијаните 2 глава. Како се спасуваме? Осми и 9 стих читавме, нели, од 1 до 5. 8 и 9 стих сега читаме, зашто по благодат сте спасени преку верата. И тоа не е од вас самите, тоа е Божи дар. Не од делата, за да не се фали некој. Нема да се најде ни еден горе, таму ще ти каже јас. Заради ова, заради тоа, вака направив, така направив, заслужив спасение. Сите ние заслужуваме вечна смрт. Тоа е оно што го заслужуваме. Меѓутоа, Господ се погрижи и го даде негов задржан и својот единороден син заради таа негова љубов кој што има кон нас, за да секој кој што верува, а на секого му е возможено да поверува, затоа и се проповеда Евангелието, за да поверуваат луѓето, да го прифатат Христа и жртвата негова, и на тој начин и дарот на спасението. Или Тит, послание Титово, малко чудно звучи, Титово. Послание до Тит. 3 глава од 4 до 7. Слушнете ги овие зборови. Но кога се јавија добрината и човеколюбието на Бога, нашиот Спасител, не спаси, не врз основа на правените дела што сме ги направиле ние, туку по својата милост, преку капењето на ново раѓањето и обновувањето на Светиот Дух. Кого богато го излеа на нас преку Исуса Христа, нашиот Спасител, таа оправдани преку неговата благодат да станеме наследници според надежта на вечниот живот. 3 глава од 4 до 7. Иако целата глава е убава и целото послание, но конкретно овие стихови. И навистина овој збор секој е битен, како што кажав. На крајот ја завршам со едно искуство на Хенри Нот. Тој е првиот мисионер кој што отишел, британец, кој што отишел на Тахити. Знаете ли кај се наоѓа Тахити? Во Јужниот Пацифик. Таму некаде е можеби и Питкерн, познатиот остров. Се слушнали ли за Питкерн? Островот на кој што живеат само адвентисти. Кој што има врска, значи, со побуната на бродот Баунти, можеби сте го гледали филмот. Еден дел од тие побуненици, па отишле таму, завршиле таму и се осведочили за сабота и за се. Така да денеска Питкерн е како една своевидна посебна држава. Има, сега ќе се префалам подосно на Тахити, само околу ова, пошто гледам дека некој можеби не знае, не слушно. На времето имало затвор, се дека не се осведочили, не ја пронашле онаа Библија во бродот, односно, да, бродот со кој што пребегнале таму. Имало затвор, а денеска тој затвор стои онака зарегјан со зарегена порта, не се употребува, не употреблив, никој не отслужува таму некоја казна. Прекрасна слика една. И мислам веќе е пренаселен островот, така да се иселуваат и на некои од околните острови таму. Така да, што знам, јас
еднаш сум зборувал за ова, поконкретно кажував, тоа може би порано беше и останало прашањето дали е толку убаво да се живее на тој остров меѓу адвентисти или пак или не знам дали е тоа најубавото нешто. Но јас го гледам како убаво. Но сега зборот е за Тахити. Тоа е француска Полинезија, така некако го викаат тој дел. На почетокот на 19. век Британија праќа мисионери. Биле повеќе, не знам колку на број. На Тахити. И сега ќе ви кажам податоци кои што треба да ви кажуваат многу нешто. Кој бил убиен, кој го удавиле и така натаму и така натаму. 22 години труд на Тахити, доека не дојде првиот резултат. И тоа првиот кој што бил крстен бил царот, таму, поглаварот, да кажам, на тие племиња. Синот на таткото кој што претходно ќе почине, значи кој што не прифатил, а го слушал цело време Евангелијето. И овој Хенри Нот е оној кој што единствено останал. И толку се трудел, го научил нивниот јазик и почнал да ја преведува Библијата. На нивен јазик, за да може, нели, нормално да биде поддостапно Евангелијето. Првиот стих кој што го превел е Јован 3.16. И кога ова им го кажал на присутните на оној царот, постариот таткото, односно не, се извинувам, на помалиот, кога му го прочитал стихот на негов јазик, и овој запнал на зборот секој, рекол, де, прочитай ми уште еднаш. Та секој кој што верува, та секој, јас сум вклучен, вика, па нашите богови не се такви, нашите богови таква нешто не може да очекуваш. Замислите какви се богови немале, дори прочита дека додека мисионерите биле присутни таму и овие често пати им краделе од резервите што ги имале, нели, храна и сето тоа што ги носеле со себе и се повикувале на богот на кој што бил заштитник на крадците. Имале таков бог. Заштитник на крадците. И овој се префрлам пак на царот, вели, ваков бог ние немаме, кој што ги опфаќа сите, та секој кој што ќе поверува. Значи и јас можам, да, човекот поверувал. Видите колко е моќен овој стих, 3.16, самиот по себе. Евангелие. Цело Евангелие. И така тргнала работата. И денеска има еден куп обратеници таму. Јас верувам дека има и адвентисти, не сум прочитал податок, веројатно има. Така да, навистина, не можеше да се избегне овој стих, а да не се спомне во контекст на ова серија на мои предавања. Јас ќе кажам дека заклучувам сега за сега со серијата, сакав да заврши на број 20, ама не знам како понатаму Господ ќе ме води, можеби ќе има и други делови. Нека му е слава на Господа. Да се замислиме и следен пат кога ќе очитаме овој стих или ќе окажуваме на памет, што значи секој збор. Ја не може все да кажам. Не може во половина час сега се каже, затоа што навистина не истрпен овој стих. Нека Господ не води понатаму во оваа служба, а и во текот на целиот ден и понатаму во нашиот живот.